Видете, ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН после координацијата кој што го кажаа беше повеќе од дециден, а тоа е дека него поддржуваме овој капитулантски договор со Република Грција и ќе почитуваат волјата на граѓаните од гласањето на референдумот. Доколку така мислат од СДСМ, ништо не ги спречува веднаш да ја стават точката на гласање и да одат на гласање. Дали пратеничката група на ВМРО-ДПМН е единствена или пак имате некои други информации? Како што веќе реков, вчера имаа координација на која што после тоа го изнесоа нивниот став. Таа е компактна и децидна дека ќе почитува волјата на граѓаните, односно стои на ставот дека е против овој договор. Можам да кажам дека власта со сите уцени закани се обидува да промени нешто, меѓутоа пак ќе кажам, пратеничката група вчера имаше свој став каде што си кажа дека е компактна и единствена и децидна во својот став против овој договор. Дел од пратениците на ВМРО-ДПМН, односно коалицијата, сепак не се изјаснија така децидно дека ќе гласат против уставните измени. Особено што повикуваат исто така и на постигнување национален консензус и апелот не е само до премиерот Заев, туку и до лидерот Мицкоски да седнат на заедничка маса да најдат решение. Видете, во однос на говорот на Зоран Заев во собрание, веќе генералниот секретар Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, имаше свој излагање токму од оваа говорница, каде што го кажа ставот на ВМРО-ДПМН и пак повторно ќе повторам, после вчерашната координација на ВМРО-ДПМН, пратениците излегоа со јасен став и го споделија со јавноста тоа дека остануваат на истото и дека се против овој капитулантски договор. Нека помине гласањето за уставните измени, кое што ќе биде против од страна на ВМРО-ДПМН, веднаш потоа треба да следи оној процес на техничка влада и сите оние барања кои што ВМРО-ДПМН ги има побарано да се исполнат и веднаш потоа пристапуваме кон избори.